Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски заедно со општинската администрација носат розови панделки како дел од кампањата за подигање на свеста за ракот на дојка во октомври. Стефковски порача дека превенцијата и раната детекција се клучни, истекнувајќи ја важноста на редовните здравствени прегледи за заштита на здравјето на жените. Газибаба е првата општина во Македонија која се приклучува на оваа кампања. Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски додели решенија за еднократна финансиска поддршка на спортистите од општината. Поддршката, која се движи од 30.000 до 130.000 денари, има за цел да награди успешни спортисти и да ги мотивира другите. Општината продолжува со вложување во спортот преку финансиска поддршка, реконструкција на спортските објекти и организација на спортски активности. Во периодот од 7 до 11 октомври во училиштата на општина Карпош ќе се одржат активности посветени на децата. Општината нагласува дека децата заслужуваат љубов и среќа, а училиштата и семејствата треба да ги обезбедат тие права. Сите ученици во прво одделение стануваат членови на детската организација и подмладокот на Црвениот крст. Општина Карпош продолжува да инвестира во подобрување на условите за воспит на образовниот процес и да поддржува талентирани ученици и спортисти. Град Скопје започна проект за реконструкција на водоводната мрежа во Злокуќани, кој ќе ги реши проблемите со водоснабдувањето на жителите. Во општина Карпош, на улицата Скупи 5, се заменуваат старите цевки со нова мрежа со подобри профили, која ќе биде поврзана со постоечката главна мрежа. Оваа реконструкција е дел од програмата за обновување на водоводната инфраструктура и ќе обезбеди квалитетно водоснабдување за заборавените населени места. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја